Добар ден, драги ученици, добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Јасмина Петрушевска, наставник по математика во Општинско основно училиште Кочо Рацин во Куманово. Денеска ќе разгледаме една видео лекција која што се вика заокружување на цели броеви до најблиска десетка, стотка и илјадарка. Да ги разгледаме целите кои што треба да ги постигнеме на ова час. Да се научи да се заокружи цел број до најблиската десетка, стотка и илјадарка, да се проценати заокружат големи броеви и да се заокружи децимален број на 1, 2 и повеќе децимали. Да почнеме нешто што го веќе знаеме од порано, заокружување на цели броеви. Пример, да се заокружи бројот 54 на најблиската десетка. Бројот 54 се наоѓа помеѓу десетките 50 и 60, но цифрата 4 кажува дека 54 е 4 единици поблиску до 50, отколку 6 единици е оддалечено од десетката 60. Неговата вредност е поблиску до 50, отколку до 60, бидејќи 4 е помало од 6. Ја гледаме цифрата на единиците, таа е 4, помала е од 5, значи од средината на бројната права се наоѓа поблиску до 50 отколку до 60 и тоа ќе ни биде едно од правилата за заокружување на цели броеви. За да заокружиме на најблиска десетка, ја гледаме цифрата на единиците, во овој случај 4, и ако е таа помала од 5, една од цифрите 0, 1, 2, 3 или 4, тогаш цифрата на десетките останува непроменета. На цифрата на единиците се запишува 0. Запишуваме 54 приближно еднакво со 50. Брановидните одсечки ги читаме приближно еднакво. Да се заокружи бројот 168 на најблиската десетка. Повторно ја гледаме десетката, таа е 6, но цифрата на единиците е таа што одлучува дали 6 ќе остане таа цифра или ќе се додаде 1. Уште еднаш ја гледаме цифрата на единиците, во овој случај таа е поголема од 5, па цифрата на десетките додаваме 1 и бројот го заокружуваме на вишок, односно 168 приближно еднакво на 170. Правилото е следно. Ако првата од десно цифра е помала од 5, една од цифрите 0, 1, 2, 3 или 4, тогаш цифрата останува иста. И ако првата од десно цифра е поголема од 5, 5, 6, 7, 8 или 9, тогаш предходната се зголемува за 1, како што имавме во случајот 168 го заокружуваме на 170. Го разгледуваме следниот пример. Да се заокружи бројот 3256 на најблиската стотка. Цифрата што одлучува дали ќе биде 2 за стотки цифра или ќе биде 3 е цифрата на десетките, која што е 5, бидејќи припаѓа во групата на цифри 5 и поголеми од 5, тогаш предходната цифра се зголемува за 1, а останатите цифри се запишуваат како нули. Читаме приближно 3300. Да се заокружи бројот 91032 на најблиската илјадарка. Правилото е исто, илјадарката цифра е 1, цифрата на стотките е 0, согласно со правилото, единицата останува, останатите цифри се заменуваат со нули, добиваме приближно 91.000. Значи таа е помала од 5, цифрата на илјадарките останува иста, останатите цифри од десно се заменуваат со нули. Да се заокружи бројот 54752 на најблиската десетка, стотка и илјадарка. Значи имаме 3 задачи во една. Најпрвин заокружуваме на десетки, ја гледаме цифрата на единиците, таа е 2, помала од 5, заокружен бројот ќе биде 54750. Истиот тој број заокружен на стотки, ја гледаме цифрата на десетките, таа е 5, заокружуваме на вишок и добиваме 54800.
И да заокружиме на најблиската илјадарка, ја гледаме цифрата на стотките, таа е 7, поголема од 5, што значи на 4 цифрата додаваме плюс 1 и добиваме 5, односно заокружен број ќе биде 55.000. Да го разгледаме следниот пример. 3 деца штеделе пари во текот на една година. Првото дете заштедило 4260 денари, второто 420 денари повеќе од првото, а третото дете заштедило колку првото и второто заедно. Дали трите деца заедно заштедиле околу 20.000 денари? Да го разгледаме и решението. Ги запишуваме сумите на сите деца. Првото дете заштедило 4260 денари. Второто заштедило 420 денари повеќе, односно 4260 плюс 420, 4680 денари. Третото дете, како првото и второто заедно, ги собираме двете суми, добиваме 8940 денари. Конечно, вкупно заштедиле сите три суми заедно 17.880 или заокружено на најблиската илјада е 18.000 денари, а ако заокружиме на најблиската 10.000-дарка ќе биде 20.000 денари. Следниот пример да ги разгледаме децималните броеви, да ги заокружиме на најблискиот цел број. Ги имаме броевите 1,7, 18,48 и 0,73. Сега правилото е слично како за цели броеви, само што ќе ги гледаме цифрите што се наоѓаат зад запирката. Веднаш зад запирката се десетинки и тие ќе ни влијаат врз целото. Значи имаме 1 цело и 7 десетинки, цифрата 7 е поголема од 5, цифрата на целите се зголемува за 1 и добиваме приближно 2. 18,48, повторно ја гледаме цифрата веднаш зад запирката, тоа е десетинки, бидејќи ќе влие врз целите. Дали ќе останат исти или не, зависи од цифрата веднаш зад запирката, односно на десетинки. Бидејќи таа е помала од 5, целите остануваат исти, ќе биде приближно 18. 0,73, значи имаме 0 7 десетинки и 3 стотинки, цифрата 7 влијае врз тоа да целите бидат 1, значи ќе биде приближно 1. Заокружи ги броевите на една децимала, со други зборови можеме да кажеме дека е тоа со точност 0,1, значи треба да ни остане една цифра зад запирката, останатите отпаѓаат. 0,38, бидејќи треба да остане една цифра зад запирката, ја гледаме втората што оди од десна страна, односно цифрата на стотинките, бидејќи таа е поголема од 5, цифрата на десетинките се зголемува за 1, пишуваме приближно 0,4. 57,83, сега цифрата на стотинките е 3, таа е помала од 5, цифрата на десетинките останува иста, 57,8. Забележуваме дека се испуштаат цифри, односно ги отфрламе. За целите броеви додаваме нули, а во овој случај ги отфрламе и останува само една децимала. Например, од 183,746, цифрата на стотинките е 4, таа е помала од 5, цифрата на десетинките останува иста, заокружуваме на 183,7. Да ги воочиме следните правила за заокружување на децималните броеви, кои што се слични како и за целите броеви. Ако првата испуштена цифра е помала од 5, тогаш последната задржана цифра не се менува. Или ако првата испуштена цифра е 5 или поголема од 5, тогаш последната задржана цифра се зголемува за 1. Да се заокружи даден број, значи да се замени со друг број што е поголем или помало од него заради одредени практични работи. Во следната табела се дадени децимални броеви кои треба да се заокружат на една и две децимали.
Децималните броеви се следните: 3,8462, 17,6387 и 174.392. Првиот број заокружен на една децимала е 3,8, бидејќи цифрата на стотинките е 4 помало од 5 отпаѓа, останува само осмицата 3,8. На две децимали ја гледаме цифрата на илјадинките, таа е 6 поголема од 5, што значи плюс 1 за 4, добиваме 3,85. Следниот број 17,6387 на една децимала, ја гледаме цифрата на стотинките, таа е 3 помала од 5, само ги отфрламе цифрите и останува 17,6. За две децимали ќе биде цифрата на илјадинките е 8, таа е поголема од 5, што значи цифрата на 3 се зголемува за плюс 1 и добиваме 17,64. Последниот број 174,392 заокружен на една децимала. Ја гледаме втората децимала која што е поголема од 5. Зголемуваме за една претходно, добиваме 174,4. И на две децимали цифрата 2 е помала од 5, ја отфрламе, останува 174,39. Исто се однесува и за 3 и 4 и повеќе децимали. Ја гледаме следната цифра и одлучуваме што ќе биде со бројот спрема неговата големина. Следниот пример е Јане има 22 мегабајти слободен простор во меморијата на телефонот. Сака да симне 5 песни. Тие зафаќаат 5,1, 4,1, 4,3, 5,2 и 3,6 мегабајти од меморијата. Дали Јане има доволно меморија во телефонот за сите песни и колку најмалку треба да има слободен простор во меморијата на телефонот за да има место за сите песни. Ги собираме сите мегабајти, заедно добиваме 22,3 мегабајти вкупно ке зафатат сите 5 песни. Јане нема доволно меморија, бидејќи 22 е помало од 22,3, потребно му е најмалку 23 мегабајти за сите 5 песни. На крај имаме задачи за вежби, да се заокружат следните броеви на најблиската десетка, стотка и илјадарка и да се заокружат следните децимални броеви на една и две децимали. Ви благодарам на вниманието.